Кратки најави за денес. Лишен од слобода измамник од Охридско, измамил жена од Струшко за 8.000 евра. Колективното домување во Охрид се соочува со сериозни предизвици. Нов апарат за детекција на дефекти за водовод Охрид. Свечен пречек за Владимир Димитриевиќ, кој освои бронза на светскиот теквондо куп во Солун. Лидерите на Европската Унија денеска одлучуваат за финансирање на Украина за наредните 2 години. За најавените и за останатите настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме студено утро со температура од 0 степени Целзиусови. Во текот на денот превладуваше умерено облачно време со повремени сончеви периоди и максимални 10 степени Целзиусови. Во Охрид утре времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Минималната температура ќе изнесува 1 степен Целзиусов, а максималната дневна 11 степени. Под влијание на стабилна воздушна маса, во Македонија утре ќе превладува стабилно и претежно тивко време. Во поодделни котлини ќе има појава на магла и зголемена облачност. Ќе дува слаб ветер од северозападен правец. Минималните температури ќе се движат во интервал од -5 до 2 степени, а максималните дневни температури утре во Македонија ќе достигнат од 7 до 13 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Колективното домување во Охрид се соочува со сериозни предизвици. Голем дел од стамбените објекти во зима се празни. Дел од лифтовите во постарите згради се надвор од употреба со години. Поради можноста за нивна замена и сервисирање. Колективното домување во Охрид се соочува со сериозни предизвици, особено поради туристичкиот карактер на градот. Голем дел од стамбените објекти се викенд станови или собственост на иселеници, па многу згради остануваат празни повеќе месеци во годината. Ова го отежнува функционирањето, организирањето на одлуките и собирањето на потребните финансиски средства. Особено загрижува состојбата со лифтовите, кои се клучни за безбедноста на жителите. Некои лифтови во постарите згради се технички неисправни и се надвор од употреба со години. Токму поради тоа што нема доволно станари, нема можност да се соберат средства за нивна замена и сервисирање. Ова создава потешкотии за станарите, за повозрасните, семејствата со деца и лицата со посебни потреби. Надлежни за одржувањето на лифтовите се фирмите управители и заедниците на собственици. Надлежно тело за вршење на инспекцијски надзор е Државниот инспекторат за техничка инспекција, кој го врши надзорот согласно законот за техничка инспекција. Должност на фирмите редовно да имаат фирма за редовно одржување, кое се должни најмалку еднаш месечно да го практикуваат и должни се исто така еднаш во годината да извршат техничка инспекција на лифтот, која го врши независно тело, за што составува извештај врз основа на состојбата на лифтот и дава позитивен или негативен заклучок. Доколку независното тело даде негативен заклучок за состојбата на лифтот, собственикот на техничката опрема, тоест управителот или председателот на заедница на собственици, се должни истиот да го стават надвор од употреба. Голем дел од зградите во Охрид имаат проблеми со прокиснување на крововите, но за нивна замена потребна е согласност од сите собственици на станови. Во текот на годината, собствениците на викенд станови не се присутни, што го отежнува собирањето на мнозинството, потребно за одлуки и за наплата на трошоците. Во некои случаи, токму поради ова, лифтовите остануваат неисправни со години и зградите не можат да функционираат нормално. Најпогодени се жителите на последните катови. Поголем број од становите се со викенд станови и станови во собственост на иселеници и во најголем дел од годината нема физичко присуство на собствениците на становите, па така управителите се оневозможени да организираат и собири на собственици и да носат одлуки со потребното законско мнозинство. Викенд становите се најчесто се полни во летниот период и за новогодишните празници, што повторно е неизводливо да се одржуваат собири на собственици. Тешко е за управителите, Охрид е специфичен и тешко е за управителите, тешко и да ја остварат наплатата редовно. Инспекторот за колективно домување вели врши редовни и вонредни надзори по поднесени пријави, но не утврдил неправилности во поглед на користењето на резервните фондови. Од моја евиденција досега не е утврдено неправилно користење на резервните фондови. Карактеристично за резервните фондови е дека се води одвоена сметководствена евиденција, парите што се уплаќаат од собствениците на становите одат на посебна сметка. Резервниот фонд се води на посебна сметка, за секоја зграда е должен управителот да ја води одвоено оваа пресметка. Резервниот фонд може да се користи за работи на подобрување на зградата, за одржување и за нужни работи на одржување. Под нужни работи подразбираме поправка на кров, такви слични работи кои ако не се завршат, ако во моментот не се сервисираат навремено, би настанала поголема штета за собствениците и за зградата и за заедничките делови во целост. Исто така резервниот фонд може, управителите може да го користат и за да спречат исклучување од електродистрибуционата мрежа или од водоводна мрежа.
Проблемот со празните станови, викенд живеењето и собственици во странство дополнително го отежнува функционирањето на колективното домување. Управителите и малкуте постојани жители носат најголем товар за трошоци и одржување на зградите, особено тоа се чувствува кај лифтовите, кои бараат постојан надзор и инвестиции за да бидат безбедни. Во Охрид моментално има 5 лиценцирани компании за управување со колективни згради. Тие се должни да бидат транспарентни и отворени кон станарите и да поднесуваат извештаи за сите направени трошоци. Граѓаните ги повикам прво да се обратат до управителот или до председателот на заедницата на собствениците, доколку тоа им биде оневозможено, можат со писмена пријава или пријава по електронски пат, по имейл да поднесат во Поделението за инспекцијски надзор, општина Охрид, конкретно инспектор за домување, и инспекторот е должен во законски рок да излезе на лице место и да изврши надзор, па врз основа на фактичката состојба да состави записник и да донесе, ако е потребно, решение, дали со опомена или со наредба и задолжение. Во Охрид нема точна бројка колку има стамбени објекти за колективно домување. Во тек е изработка на регистар. Добрите познавачи велат, Охрид како туристички центар би требало да има посебни законски регулативи. Наместо сите одлуки во заедниците да се носат со 100% согласно со станарите, тие би можеле да се носат со помало мнозинство, со цел да се овозможи функционирање на зградите и редовно одржување на техничката опрема, особено лифтовите и крововите, и да се зачува безбедноста на сите жители. Лишен од слобода измамник од Охридско. Измамил жена од Струшко за сума од 8.000 евра. Вчера во 11 часот и 40 минути во Струга, полициски службеници од надворешната канцеларија за криминалистички работи при ова Струга од слобода лишија 40 годишно лице со иницијали НС од Охридското село Горно Лакочери. Тој се сомничи дека на 11 овој месец измамил 77 годишна жена од едно струшко село за сума од 8.000 евра. Според пријавеното, на 11 овој месец тој телефонски ја побарал жената, лажно и се представил и рекол дека низината ќерка прегазила дете на пешачки премин и дека ќе треба да плати пари за да ја пуштат, односно да ја ослободат од наводно обвинение. Откако се договори, жената му ги дала парите и тој заминал. По преземени мерки во соработка со одделот за криминалистичка полиција сектор за општи насилен криминал, тој е пронајден и лишен од слобода и по целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена кривична пријава поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело измама. Нов апарат за детекција на дефекти во водоводните цевки за јавното предпријатие Водовод Охрид. Во рамки на проектот јакнење на капацитетите на јавните комунални предпријатија преку набавка на опрема, на јавното предпријатие Водовод Охрид му беше доделен современ апарат за детекција на дефекти во водоводните цевки во вкупна вредност од 873.200 денари. Основната цел на овој апарат е да го намали губењето на водата за пиење преку лесно, брзо и прецизно детектирање на дефектите во водоводната мрежа. Со набавката на оваа опрема значително се унапредуваат условите за работа, се овозможува поефикасно управување со системот, како и поквалитетни услуги за граѓаните на општина Охрид. Истовремено се очекува значително намалување на загубите на вода за пиење, кои во моментов изнесуваат околу 50%, што ќе придонесе за поодржливо користење на водните ресурси. Проектот е финансиран од Бирото за регионален развој во рамки на програмата за рамномерен регионален развој за 2025 година, кој го реализираше Центарот за развој на југозападниот плански регион. Свечен пречек за Владимир Димитриевиќ, кој освои бронзен медал на светскиот теквондо куп кој се одржа во Солун. Директорот на Средното стручно училиште Свети Кирил и Методи, Ристе Јанковски, приреди свечен пречек за ученикот Владимир Димитриевиќ по повод неговиот исклучителен спортски успех и освојувањето на бронзен медал на светскиот куп во теквондо кој се одржа во Солун, Грција.
Владимир медалот го освои на престижниот меѓународен турнир King of Taekwondo, на кој учествуваа над 1400 надпреварувачи од 21 држава и е прв медал во сениори во историјата на македонската традиционална теквондо федерација од светски куп, што дополнително ја нагласува тежината и значењето на овој успех. Во рамки на средбата, директорот Јанковски упати искрени честитки до Владимир, истакнувајќи дека неговата посветеност, дисциплина и спортски дух представуваат гордост за училиштето и инспирација за сите ученици. Поемата Темна кутија под шифра Јас, малиот тој, едногласно избрана за најдобра поема на конкурсот Григор Прличев за 2025 година. Комисијата за доделување на наградата Григор Прличев за најдобра поема за 2025 година во состав Славе Ѓоргодимовски председател, Зоран Анчевски и Андреј Алсади членови, за најдобра поема на годината едногласно ја избраа поемата Темна кутија под шифра Јас малиот тој. На конкурсот пристигнале 9 ракописи, од кои 7 ги исполнувале критериумите, а 2 не. Во текот на состаноците, жири комисијата констатирала дека квалитетот на поемите варира и поголемиот дел, имајќи го угледот на наградата и вредностите на претходните наградени поеми, не е на очекуваното ниво. 3 поеми се издвоиле со своите поиздржани естетски, стилски, композициски и содржински квалитети и влегле во потесниот избор, информираат од Центарот за култура. Поемата Темна кутија е најконзистентна и отскокнува со поетски елементи, ја следи логиката на наративот од почеток до крај и вешто создава слики во главата на читателот, велат од комисијата. Ова е се во првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Имајте пријатен ден.